До сега регистриравме 30 пријави на повреда на избирачкото право и проблеми поврзани со изборни нерегуларности и притисоци. Мнозинството од пријавите се поврзани со постоење на фантомски гласачи во избирачкиот список, односно непостоечки лица кои што се запишани во избирачкиот список. Ние им укажавме правна помош на граѓаните, но забележавме неспремност на надлежните институции за брзо евидентирање и отстранување на овие лица кои што немаат избирачко право од избирачкиот список. Граѓаните што се јавува имаа волја да помогнат и да се отстранат овие фантомски гласачи од избирачкиот список, што би било неопходно за да се одржат кредибилни парламентарни избори, но граѓаните беа изложени на постапка спротивна на изборниот законник. Моментално избирачкиот список е затворен, за 5 дена ќе се одржат предвремените парламентарни избори, а нашиот заклучок е дека избирачкиот список ќе остане непречистен од непостоечки, односно фантомски гласачи. И по затворањето на избирачкиот список, по одржувањето на јавниот увид, повторно имаме јавувања од граѓаните за да пријават дека по нивните случаи за пријавени, односно приговори за непостоечки гласачи во избирачкиот список, Државната изборна комисија нема постапено. Во последните 24 часа имаме регистрирани јавувања од избирачи кои што по заклучувањето на избирачкиот список, по завршувањето на јавниот увид биле на избирачкиот список, а сега, кога проверувале одново, како што наближуваат изборите, ги нема на избирачкиот список. Апелираме до надлежните институции да поднесат кривични пријави против Државната изборна комисија за злоупотреба на службената должност и положба и овластување согласно член 353 од Кривичниот законник и член 159 од Кривичниот законник за повреда на гласачкото право. Основата за кривичната одговорност на ДИК е таа што со своето несовесно работење и непостапување по барањата на граѓаните за бришање на непостоечките гласачи од избирачкиот список ќе придонесе во евентуалното остварување на гласачко право на лица кои го немаат тоа право. Исто така имаме евидентирано пријави од вработени во државни органи кои што пријавуваат големи притисоци од државната администрација и вработени во јавните институции кои пријавуваат притисоци од страна на политичките партии за присуство на митинзи. Од овие повици заклучуваме дека граѓаните имаат страв, постои голем страв од страна на граѓаните, за да се дури да се представуваат со име и презиме поради веројатноста дека политичките партии би го дознале нивниот идентитет. Исто така се плашат понатамошно да постапуваат по притисоците кои ги трпат. Не сакаат да покренуваат постапки против нивните претпоставени, бидејќи стравуваат дека ќе имаат реперкусии. Лицата најчесто се со договор на определено време и не сакаат да покренуваат постапки, бидејќи стравуваат дека договорот нема да им биде продолжен и дека тие или нивни блиски би останале без работа. Како што се приближува денот на изборите, така имаме јавувања од граѓани кои што споделуваат информации за подкупување на гласачите. Граѓаните велат дека одредени групи се таргетирани од страна на политичките партии и им се нудат пари за да гласаат за одредена опција. И тука постои страв кај граѓаните да се представат и сакаат да останат анонимни и не сакаат дури случаите да ги пријават ни во полиција за понатамошно постапување. При нашата досегашна работа на тимот на бесплатната SOS линија на Ние одлучуваме, заклучуваме дека граѓаните немаат доверба во институциите, кои што треба да ги заштитат нивните права и да обезбедат услови за одржување на фер и демократски избори. Дури и кога
се решиле да поведат постапка пред релевантните институции, конкретно еве за бришање на фантомските гласачи од избирачкиот список, беа препраќани од една до друга институција или пак по нивните барања воопшто не се постапуваше. Граѓаните се исплашени и наместо институциите да ги заштитат нивните права, граѓаните повторно трпат притисоци и закани од политичките партии. Ние како тим на СОС линијата на Ние одлучуваме на 0888 888 ги охрабруваме граѓаните и понатаму да пријавуваат изборни нерегуларности да пријавуваат повреда на нивното избирачко право. Нашата линија ќе биде активна и на денот на изборите од 7 часот до 20 часот по завршување на гласањето. Ќе обезбедуваме правна помош за сите граѓани кои што ќе се јават на нашата линија.